за да ни е на сите јасно и гласно за што дебатираме. И сега, госпоѓо јавен обвинител, вие сте изгласани според специјален закон, лек специјали, според кој што имате одредени права, меѓутоа имате и обврски. Вашата мајка, вашиот дом кој што ве создал е овој законодавен дом и овие 115 пратеници, кои што врз основа на некаков договор во пржино, не сакам да квалификувам уставно, неуставно и така натаму, има други институции, стегнале зелено копче и ве основале вас. И вие треба да знаете, без разлика дали вас ви се допаѓа или не ви се допаѓа, и на вашиот тим на соработници ви се допаѓа или не, дека имате одредени обврски кои што треба да ги испочитувате кон ова собрание. Прво, треба да бидете присутни тука. Второ, треба да го почитувате деловникот за работа на Собранието на Република Македонија. Значи, во даден момент, кога ќе ви биде право дадено да говорите, тогаш може да говорите. Не знам како е во СЕО кај вас, меѓутоа овде е таков редот и треба да го почитувате. Ова го зборувам во интерес на сите овие пратеници и овие од опозиција што не знам зошто се обидуваат да во одбранат од нешто. Кога сите ве гласавме, и кажавте на самиот почеток, првиот ден, дека сте имале поддршка и од господинот Никола Груевски. Точно е, имате поддршка. Меѓутоа, понатака ќе се задржам зашто имавте поддршка и од него и од нас како пратеници. Според сите закони, според законот кој што сте избрани, според деловникот за работа, дури и според оној кривичен закон за кој што одговарате, вие, господјо, овие 2 дена ни покажавте дека реално не би требале да се наоѓате овде во овие клупи, или самите би требало во најмала рака да се извините, ако не се извините да си дадете оставка од вашата работа. И зошто ќе ви кажам. Прво, и елементарно е она што на почетокот го кажав, дека вие не го признавте легитимитетот на ова собрание. Значи, тука си дадовте гол со пета, што би рекол еден наш колега. Самите се изнегиравте себе си. Втора работа, вие тука јасно и гласно, да не речам и дрско, лажевте пред сите овие пратеници што ве избра и пред цела ова јавност што не следи. Првиот ден, да ве подсетам, господјо Катица Јанева, кажавте дека воопшто во тие 12% прислушан материјал никаде не сте го изслушале господинот Зоран Заев. Ако грешам, ќе дадеме пауза, ќе и побарам стенограмите, да видиме дали било така или не било така. Вториот ден, веднаш еден ден после тоа, не цели 24 часа, кажавте дека сте го слушнале господинот Зоран Заев, ама воопшто тие снимки не биле битни и не било тоа битно во вашето работење. Немало криминал, предпоставувам, за тетратките од неговата ќерка што сте слушале и така натаму. Го лажевте ова собрание. Втор факт. Трет факт. Направите класична злоупотреба на вашата службена должност и вашите овластувања што ви се дадени. Во текот на вчерашниот ден, јавно, без да ви биде тоа дозволено, се заканавте на еден наш колега пратеник. При тоа, искажавте работи кои што не ви се допуштени со ниту еден закон да ги искажете тука. Како сте слушале, гласот сте го препознали и така натаму, господјо Катица Јанева, тоа не ви е дозволено да го правите во овој законодавен дом. Вие јавно се заканавте на колегата Антонио Милошевски. И четвртата работа, ве молам, слушајте ме, вие никој не ви го дал правото да кажете дека тука пред нас нема да ни дадете финансиски извештај. Вчера во една прилика јасно и гласно кажавте дека нема да го доставите до ова собрание финансискиот извештај подробно по ставки, бидејќи ние ви ги изгласавме тие 4 милиони евра кои што вие ги трошите. И за тие 4 милиони евра, господјо Катица Јанева, ние пред македонската јавност сакаме да кажеме дали сте ги искористиле наменски и за она за што бевте основани, или пак сте ги користеле паушално, произволно, за што ќе ви кажам и подоцна, според нашите неофицијални сознанија, ама вие ќе ни кажете дали е така или не, сте ги трошеле за разни патувања, за разни хотелски услуги, дури не знам колку сте потрошиле стотици илјади евра за набавка на кафе, ангажирате дополнителен број на правни советници, дури од
регионот, од Хрватска, од Италија и така натаму, а при тоа викате во една прилика дека не ви се потребни доволен број направници или обвинители во вашиот тим и испуштивте 2 обвинители, значи целосно сте контрадикторни. Меѓутоа, јас сега уште еднаш ви инсистирам, финансискиот извештај, поставки, мора да го доставите до Собранието на Република Македонија. Бидејќи според нашите евиденции, надвор од она што сте потрошиле за просториите во кои што треба да работите новите простории, не достига сума од фантастични 1.250.000 евра, за кои што немаме евиденција каде воопшто сте ги потрошиле. И госпоѓо Катица Јанева, јас лично сакам да знам колку земате вие плата, колку земаат оние ваши соработнички што позираат на фотосесии околу вас плата и колку земаат другите ваши соработници што го ангажирате со договор на дело. Знаете зошто? За да направат една паралела колку вашите колеги од државното обвинителство и од другите обвинителства каде што сте биле до вчера и каде што утре ќе се вратите, земаат во моментов плата. И во кои услови работат тие, во кои услови работите вие. При тоа да потенцирам дека целата ваша неспособност и сето она што се темели во овој извештај од 15 страни, на кои сте изгубиле 6 страни, подоцна ќе зборувам за извештајов, се темели на тоа дека вие не сте имале услови за работа. Пазете богати, што би рекол народот, не сте имали услови за работа. Може ли да ми кажете колку обвинители во Гевгелија, каде што бевте вие, се сега во една канцеларија? Во Тетово, во Струга, во Охрид и така натаму. Зошто не кажете дека по 3-4 обвинители во 5-6-7 квадрати седат во една просторија и работат? А вие тука сте распашани и на крајот ми кажувате дека вашата неспособност да направите извештај, да кажете што сте сработале и ништо да не сработате, и за тоа ќе проговорам понатака, го правдате со вашето селење во новите простории. Во најмала рака срамота. Заради тоа што, госпоѓо Катица Јанева, ако не планирате да одите некаде надвор од Република Македонија во иднина, вие, ви повторувам, треба да се вратите во вашето некогаш матично обвинителство, а тоа е во Гевгелија. И не знам само таму колегите што ќе ви кажат. Одиме понатака. Ако се ова вака го проанализираме и го констатираме, јас искрено да ви кажам, и со вашето однесување овие 3 дена, мислам дека вие се играте мајтап со нас. Некои викаат немало елоквенција, немало ова, немало она, јас сега го тврдам спротивното. Вие, господјо специјален обвинител, се играте мајтап со институцијата што ве создаде. Вие се играте мајтап со пратениците кои што ви изгласаа. Зошто? Заради тоа што она што ви е обврска, она што елементарно мора да го доставите тука, не сте го доставиле. Дополнително лажете, ви кажав зашто, дополнително се заканувате на пратеници што не ви е допуштено и сето тоа собрано на куп излегува равно на мајтап. Никако поинаку не можам да опротолкувам вашето однесување. И сега да се вратам наназад, кога кажавте на почетокот, првиот ден, дека господинот Никола Груевски ви дал поддршка. Покрај господинот Никола Груевски ви дал и господинот Зоран Заев, и господинот Али Ахмети, и господинот Мендух Тачи, и нивните пратеници, и така натаму, и сите несебично онака ве стегнавме, на зелено копче и ве оснивавме, а знаете ли зошто? Заради тоа што во вашево веќе 1 година и нешто работење, вие, госпоѓо Катица Јанева, требаше да го разврзете Гордиевиот јазов, да го пресечете. Вие, госпоѓо Катица Јанева, требаше да допринесете да се разреши најголемата политичка криза во Република Македонија. И после година и пол, што имаме? Имаме над 75% од граѓаните кои што не веруваат во вас. Не веруваат во вашето специјално обвинителство составено од преку 70 луѓе и не знам уште колку имате надворешни лица ангажирано. Ви кажа, според нашите сознанија да чуе јавноста, ангажирате правници од Хрватска, од Словенија, од Италија, од Србија и никој жив не знае на ова парче земја колку тие луѓе ги плаќате. И, госпоѓо Катица Јанева, дали кога вака ќе се разбудите од сабајле и кога ќе појдете на работа, некогаш ви доаѓа на совест да си речете зошто преку 75% од граѓаните не ја поддржуваат мојата работа и работата на специјалното јавно обвинителство.
Вака како што сте тргнале, колешке, господјо Катица Јанева, специјален јавен обвинител, на крајот од вашето работење, вашата поддршка ќе се сведе на процентна статистичка грешка. Ќе ве поддржуваат можеби дел од овде од колегиве, иако подсвесно знаат дека не работите како што треба и за тоа што ви е даден мандат. И ќе се сведете на статистичка грешка. Вие, господјо Катица Јанева, специјален обвинител, добивте на стартот мандат, како што реков, да го одврзете или да го пресечете Гордиовиот јазот. Вие требаше до денес да излезете јасно и гласно, да кажете пред македонските граѓани која беше генезата на настанување на целиот овој случај. Кој прислушкуваше, зошто прислушкуваше, за чии цели, дали интерно, внатрешно некој прислушкувал, имало надворешни влијанија. И после тоа да укажете ако имало некакви пречекорувања на овластувања од страна на државни функционери и така натаму, да кажете дали имало таква злоупотреба. И секој што направил злоупотреба врз основа на факти, аргументи и докази, нека одговара. И што направивте вие до сега, господјо специјален јавен обвинител? Правевте филмски спектакли со нарачани пресконференции, кои што однапред добар дел од проопозиционо ориентираните медиуми ги леферуваа во јавноста. Си правевте непосредни договори со господинот Зоран Заев да ги објавува вашите пресконференции дел или два на средба со граѓани. Ево, господја Катица Јанева сега ќе излезе, не знам, ќе го лови овој, оној, не знам кој и така натаму. Правевте смешки, се претворивте, жалам, значи на вистина жалам, бидејќи сум ве гласал вас. Затоа вака ви зборувам. Камче, едно камче во мозаикот ваш го ставив и јас и имам право да зборувам. Никој не смее да ми го ускрати тоа право. Имаат право моите гласачи, луѓето што ме поддржуваат, што и познавам, што прашуваат за вас, да ја дознаат вистината.